Во време кога банјскиот туризам во Македонија на Балканот и пошироко бележи прометен и финансиски бум, во Кочани геотермалните води и понатаму се искористуваат само за загревање во зимскиот период на институции, компании и оранжерии. Дури општината Чешиново облече во која го наслед и банскиот туризам, и додека поединци се обидуваат да ги срушат бариерите, водата од бунарските системи кај подлог зиме истекува делумно искористена, а лете е блокирана. Пред околу 2 децении активисти во местната заедница во село Бањи правеа напори да ја заживеат старата бања. Меѓутоа, поради правни пречки се откажаа, пошто објектот за кусо време беше уништен. Во време кога во светски рамки вистински тренд е развојот на банскиот туризам и кога вртоглаво растат инвестициите, во такви спа центри за обичаниот граѓанин останува неразјаснето колкови се тие имотно-правни и други пречки кои не можат да се премостат за да локалното население добие бања, но и редица други туристички и стопански бенефити. Може само да се претпостави каков интерес ќе предизвика бањата кај рудниците, односно рударите од Македонска каменица, Пробишти и Крива Паланка, потоа кај спортистите, кај пензионерите и кај сите други. Вреди да се истакне дека во последно време бањите во Македонија како Дебарска, Негорска и бањата Банско бележат прометен и финансиски бум, што само по себе е потврда дека банскиот туризам во наши услови има перспективи.